Благодарам. Почитувани колеги, почитувани представници на владата. За денешната седница имам 3 прашања. Првото прашање се однесува на министерката за одбрана Радмила Шечеринска. Прашањето е резултат на контактите кои ги имам со професионалните војници во служба на АРМ, а се однесува на решавање на статусни прашања на професионалните војници, на кои работниот однос им прекинува со навршување на 45 години возраст. Министерке, предлог законот за дополнување на законот за служба во армијата на Република Македонија е се уште во собраниска процедура, односно не е донесен. Но со овој закон, со член 1, се предлага дополнување на членот 38 со нов став, со кој се предвидува можноста професионален војник на кого службата во армијата му престанува поради навршување на 45 годишна возраст, да може да се прими во служба на армијата на Република Македонија како цивилен персонал, без објавување на јавен оглас, доколку ги исполнува посебните услови утврдени со актот за формација на армијата. Министерки, иако овој закон се уште не е донесен, сепак од вкупно 58 професионални војници, кои оваа година навршуваат 45 години, и тоа почнувајќи од март месец оваа година, од 58 професионални војници, дури 39 од нив преку синдикатот на одбрана добиле известување дека ќе преминат во цивилни лица во служба на АРМ, а само 19 преминуваат во цивилните структури, односно во органите на државната и локалната власт. По кој основ се распределени овие лица? Како, иако законот се уште не е донесен, веќе се знаат имињата на тоа кој каде ќе биде распределен. Зошто пред извесен период беа сите повикани во Министерството за одбрана да кажат, односно да потпишат документ за тоа кој од нив кај би можел да работи во неговата општина, секако во согласно со нивните квалификации и согласно испразнетите работни места во локалните и државните органи. Министерке, сигурно многу добро ви е позната разликата во плата помеѓу професионалните војници и цивилните лица во служба на армијата на Република Македонија. Разликата е од 6 до 7.000 денари, а доколку се работи за специјални единици, таа разлика надминува и над 10.000 денари. Револтот кај нив е огромен. И ваквото решение е само на нивна штета, на штета на професионалните војници, кои 23 години од својот работен век го поминале во армијата на Република Македонија. Второто прашање се однесува на министерката за труд и социјална политика, која денес не е присутна, и би сакала да добијам лично од неа одговор, нормално на следната седница писмено да ми биде одговорено. Прашањето ќе го поставам сега. Во јуни месец минатата година министерката беше во село Тимјаник, општина Неготино, заедно со градоначалникот на нашата општина, на средба со жителите на ова неготинско село заради смирување на тензиите. Меѓу другото, на протестот на сите жители на ова село, министерката лично им вети дека до крајот на 2018 година изградбата на детската градинка во село Тимјаник ќе биде започната и таа лично го гарантираше тоа. Со ребалансот на буџетот за 2018 година и со буџетот за 2019 година, со амандмани барав изградба на ова детска градинка, но без никакво образложение овие амандмани ми беа одбиени. Како што реков, прашањето е за министерката за труд и социјална политика, бидејќи таа даде лично ветување, затоа и барам од неа одговор кој се надевам на следната седница писмено ќе ми биде доставен. Последното прашање ми е за председателот на владата, но доколку не е тука, може некој од вице-премиерите да ми одговори на ова прашање. Се работи за акционерското друштво во 100% државна собственост, односно за АД ТЕЦ Неготино. Дали сте запознати дека со одлука на управен одбор, во кој членови се самите директори, односно менаџерскиот тим на ТЕЦ Неготино,
Овој менаџерски тим, односно генералниот директор и останатите 5 директори со самото стапување на функција си ги покачија платите за околу 100%. Па еве за споредба, за сите кои сигурно не сте запознати, а верувам и самите министри не се запознати, генералниот директор на ТЕЦ Неготино зема поголема месечна плата од платата на најплатениот вице-премиер во оваа влада, кој што ја зема во овој момент. Истото е и со останатите 5 директори кои што земаат повисока плата од било кој министер во владата моментално на Република Македонија. Дали постои одлука на влада за 100% покачување, близу 100% покачување на платите? Дали тоа е одлука на управниот одбор, која сами си ја донеле директорите, бидејќи, како што реков, тие самите се членови на управни одбори? Дали вие, како вице-премиери, сте запознати дека управниот одбор во ТЕЦ Неготино е именуван од надзорниот одбор, кој во тој момент бил незаконски, со што и сите донесени одлуки од негова страна се незаконски? Дали некој и кој ќе сноси одговорност за сето тоа? Ви благодарам. Ви благодарам.